Dobar den učenici. Danas ќе разговараме за расејувањето на семињата. Што представува расејувањето на семињата и за сите 4 видови на расејување на семињата? Што представува расејувањето на семињата и зошто е потребно расејувањето на семињата? Расејувањето на семињата представува пренесување на семињата подалеку од родителското растение. Расејувањето на семињата е потребно за да се зголеми животниот простор на растението, со тоа новото растение нема да се надпреварува со родителското растение за животен простор, за вода, сончева светлина и хранливи материи од почвата. Зошто е важно растенијата да имаат ефикасно расејување? Во што им помага расејувањето на семињата и каква улога имаат плодовите во расејувањето? Растенијата треба да имаат ефикасно расејување, бидејќи тие не можат да се движат низ своето живеалиште. Расејувањето на семињата им помага на растенијата да преживеат и плодовите имаат важна улога, бидејќи ги штитат семките до нивното расејување, а кај некои растенија можат да помогнат и во самиот процес на расејување. Зошто е важно растенијата да произведуваат голем број на плодови и семки и зошто е важно тие семки да се расејуваат? Растенијата произведуваат голем број на семки, затоа што на тој начин се зголемуваат шансите одреден дел од тие семки да преживеат, израстат и со тоа да се добијат нови растенија, односно ново потомство. Сите семки не наоѓаат поволни услови кои се потребни за нивното ртење и изникнување во нови растенија. Некои од семињата ќе се разболат, други ќе бидат изедени од некои животни или од човекот. Постојат 4 типа на расејување на семињата. Тие се со помош на ветер, со помош на вода, со помош на животни и на човекот и со помош на прскање или пукање. Расејувањето со помош на ветер е карактеристично кај растенијата кои го користат расејувањето со помош на ветер и тие обично ги имаат следните карактеристики. Тие имаат лесни и суви плодови, нивните семиња се мали и лесни, обвиткани со влакнести структури кои имаат поголем волумен или зафатнина од нив, и влакнестите структури обично се прикачени за малите и лесни семиња. Потоа, тие може да имат мали и лесни семиња кои се вградени во мембрански крилести структури или израстоци, што им овозможуваат да летаат низ воздухот, носени од ветрот. Овде имаме сега наведено примери на семиња кои се обвиткани со влакненца и се расејуваат со помош на ветер. Тоа се млечокот, глуварчето, тополата, памукот и други. На оваа видео имаме прикажано растенија кои што се расејуваат со помош на ветрот. Најпрво е снимано растението наречено млечна трева или млечок. Тоа создава мешунки во кои што созреваат семињата обвиткани со влакнести структури или влакненца. Откако овие мешунки ќе созреат, тие распукуваат, се отвараат и семињата обвиткани со влакненца биват носени од ветрот. Исти е случајот кај глуварчето, кое се расејува со помош на ветер. Откако ќе се создадат семињата, тие имат влакнести структури во форма на мали падобранчиња, кои под налет на ветрот се откачуваат од главичката и биват носени низ воздухот. Кај тополата пак, семињата се ситни и обвиткани или обмоткани со многу влакненца, како
душечиња. Исти е случајот и со памукот. Семињата на памукот исто така се обвиткани во многу влакненца. Тие како да се замотени и како да лежат на бели душечиња од влакненца и при налет на ветрот се откачуваат од самата мешунка во која што биле сместени. Со помош на ветрот, таквите семиња можат да поминат многу големи пространства и да паднат на многу подалечно место од родителското растение. Како примери на семиња кои имаат крилести структури или израстоци и се расејуваат со ветер се семето на јаворот, семето на борот, семето на липата и други растенија. Овде на оваа кратко видео се дадени неколку примери на растенија чии семиња имаат крилести структури и се расејуваат со ветер. Тие летат низ воздухот како мали хеликоптери, бидејќи нивните семиња се мали, а крилестите структури се тенки, но покрупни и имаат многу поголема запатнина, односно поголема површина, па затоа можат слободно да ги носат семињата низ воздухот. Овие дизајни на природата човекот ги искористил да направи превозни средства или инструменти со кои што ќе може да патува низ воздухот, како што се хеликоптерите или авионите или делтапланот, па и падобраните. Користејќи ги изумите на природата, човекот всушност создал многу такви инструменти кои што му помагаат во неговиот превоз по воздушен пат. Кај расејување со помош на вода, можеме да кажеме дека растенијата кои го користат расејувањето со вода, обично ги имаат следните карактеристики. Тие имаат лесни и шупливи семиња, полни со воздух и масло во шуплините, што им овозможува да пливат или лебдат во водата носени од брановите. На тој начин, тие семиња преминуваат огромни далечини и стасуваат на копното од некој друг остров, па дури може и на некој друг континент. Примери на растенја кои се расејуваат со вода се лотусот, воденото лутиче, кокосовата палма или кокосов орев и други растенија. Овде на ова видео имаме прикажано лотосов цвет како растение чии семиња се расејуваат во водата. По опрашување, оплодување и создавање на плод со многу семиња, семињата зреат во плодот. Откако ќе созреат, овие плодови се откинуваат од држката и зрелите семиња потоа се откинуваат од самиот плод и паѓаат во водата. На тој начин тие биват носени од водените струи на поголемо растојание од родителските растенија. Така се врши расејувањето на семињата кај лотусот како воден цвет. Што се однесува до кокосовиот орев, тој се откинува од палминото дрво или родителското растение и носено од брановите и водата може да помине многу големи растојања и да стаса на брегот од некој друг остров, па дури и на друг континент. За расејувањето со помош на животни, птици и на човекот, чии плодови им служат како храна, можеме да кажеме дека растенијата кои го користат расејувањето со животни, обично ги имаат следните карактеристики. Тие имаат сочни плодови, со убава боја, мирис и вкус, за да ги привлекуваат животните и птиците да се исхрануваат со нив. Кога животното ќе го изеде плодот,
Меките делови од плодот се разградуваат во органите за варење на животното, а семките остануваат неоштетени. Потоа, несварените семки преку изметот понатаму се изфрлат од телото на животното и тоа обично подалеку од родителското растение. Примери на растенија кои ги рассејуваат семињата со помош на животни и птици, при што плодовите им служат како нивна храна, се растенијата со јаткасти плодови, како желат, орев, бадем, лешник, костен, потоа растенијата со плодови во форма на бобинки, како што е малината, капината, рибизлата и други, и растенијата со сочни плодови, чии семки се заштитени во коштилка, како што е црешата, вишната, кајсијата, праската, сливата и други. На оваа видео имаме прикажано рассејување со помош на животни, птици и на човекот, при што плодовите кои ги носат семињата служат како храна на тие животни. Гледаме дека и птиците и животните, како што е верверичката, потоа како што е глувчето или како што е зајчето, се исхрануваат со тие плодови, претежно шумски плодови. Но семињата од тие растенија остануваат неоштетени во нивниот дигестивен систем. Кај рассејувањето со помош на животни, на птици, па и на човекот, со прикачување на семето или плодот за крзното, можеме да кажеме дека растенијата кои го користат рассејувањето со животни, обично преку прикачување за крзното, ги имаат следните карактеристики. Тие имаат плодови снабдени со кукички или боцки, кои им помагаат да се прикачуваат за крзното од животното или за облеката на човекот и така да се пренесуваат на поголеми растојанија. Примери на растенија кои ги рассејуваат семињата со помош на животни и птици преку нивно прикачување за крзното се чичката, магарешкиот трн и други растенија. Овде имаме видео кое што ни прикажува рассејување со помош на животни, птици и на човекот преку прикачување на плодот или семето за крзното од животното. Гледаме како кучето трча низ ливадата и минувајќи низ растението чичка, собира неколку плодови од чичката на своето крзно. Подалеку, тоа се труди да ги истресе тие плодови и тие паѓаат подалеку од родителското растение. Таков е случајот и со овците, кои дури и се исхрануваат со тој тип на растение, минувајќи низ растението чичка, на нивното крзно собираат неколку такви плодови. Со движењето на овците, тие се движат подалеку од растението. Кај рассејувањето со помош на прскање или пукање на плодот, можеме да кажеме дека растенијата кои го користат рассејувањето со помош на прскање или пукање на плодот ги имаат следните карактеристики. Тие имаат плодови кои имаат механизам на отварање, кој се активира под дејство на допир, например допир од водени капки или под дејство на создадениот притисок во внатрешноста на плодот, откако тој плод ќе созрее. Овој начин на рассејување со помош на прскање или пукање на плодот уште се нарекува и само рассејување на растението. Што значи дека растението преку прскање на неговиот плод ги исфрла неговите семиња подалеку од себе.
Примери на растенија кои ги расејуваат семињата со помош на прскање или пукање се виола или љубичица, дива краставица, хималајски балзам, текома и други растенија. Овде имаме едно кратко видео кое ни ја покажува виолата, која го отвара својот плод и ги расфрла своите семиња, потоа дивата краставица, чиј плод при созревање создава голем внатрешен притисок и со тоа се откачува од дршката и ги исфрла семињата далеку од родителското растење, а тоа е хималајскиот балзам, кој што има механизам на отварање на плодот при допир со водени капки или со други исфрлени семиња од истото растение. Со тој механизам на отварање семињата од плодот на хималајскиот балзам се исфрлаат многу далеку, некогаш и до 18 метри подалеку од родителското растение, каде наоѓаат сосема ново место да проратат и да изникнат во нови млади растенија, а со тоа да бидат оддалечени од нивниот родителски организам. Ова е растението текома.